Европската унија својата загриженост за начинот и измените на кривичниот законник ќе ги соопшти на Македонија на билатерален состанок. Ова денеска го соопшти еврокомесарот за правда Дидие Рейндерс, кој најави дека со Македонија ќе се разговара и за тоа како измените влијаат врз тековните случаи за корупција од висок профил, намалувањето на казните и застарувањето на случаите. Ние сакаме да добиеме и одговор, да продолжиме да продолжат кривичните гонења, тоа секако ќе биде дискусија на билатерално ниво, да, но изразивме мислење за тоа, имаме загриженост во однос на кривичните гонења, секако во однос на содржината сакаме да прво да се осигури да не изостанат кривични гонења на случаи од висок профил, она што го видовме изминативе месеци. Рейндерс, кој денес учествуваше на Министерскиот форум за правда, Европска унија, Западен Балкан, се воздржат по конкретни коментари за реформите и она што се случуваше изминатите неколку месеци во правосудниот систем на Македонија, упатувајќи дека се ќе биде срочено од Европската комисија во извештајот за земјава кој треба да биде објавен за 10 дена. Рейндерс сепак откри две забелешки. Треба да има добра пракса во однос на истрагите и кривичните гонења за високи случаи од висок профил. Вие спомнавте дека има тешкоти за одредени предмети, тоа ќе биде дел од дискусијата на билатерално ниво, не само за кривичниот суд, туку и за реформите во законот и капацитетот за кривично гонење во иднина за овие случаи и ситуацијата за судскиот совет, оние промени што беа направени во однос на судскиот совет, и во тој сегмент би рекол дека е важно да се организира добар процес. Довербата пак на граѓаните и бизнисот во судството и правниот систем е битно во процесот на реформи, на што Унијата инсистира, како што рече Рейндерс, бидејќи не е доволно само да се донесат нови закони со стандарди и тие да се имплементираат, туку дека треба и да се изгради подобар степен на доверба во судството. Поради тоа Унијата инсистира на следење на судските процеси и имплементацијата на сите препораки кои стигаат од ОПСЕ во проектот за следење на судењата. Еврокомесарот за правда при тоа денеска потсети дека преговорите за пристапување на земјава во Европската унија со отворање на кластерите и поглавијата почнува и завршува со владењето на правото, во кое судството, како што рече, можеби е најважниот дел од тој процес.